Вчера на Твитер напишавте дека очекувате конкретни чекори од страна на нашата земја за борбата против тероризмот, поврзано со ФЕТО. Дали за време на средбите добивте некакви информации до каде е процесот во Република Северна Македонија и дали оние што ги дадовте дека се на македонска територија 14 се уште овде? Што значи тоа за односите билатералните меѓу двете земји кои што се традиционално добри? Тешко е да се зборува за услови ако земјите се многу блиски. Ако земјите се многу блиски, мора да доминира разбирањето. Сега, бидејќи мевлјуте тука пристигна вчера на 15 јули, ден 3 годишнина од неуспешниот пуч, нападот врз Турција и турскиот народ, сакам да изразам нашата солидарност во името на Северна Македонија, во името на македонскиот народ и деловите од сите други народи што живеат во нашата татковина. Проблем на нашиот пријател е и наш проблем. Во смисла на политичка волја ќе правиме се да помогнеме. Имаме извонредна соработка меѓу разузнавачките служби. Овде немаме докрај одврзани раце, бидејќи имаме и домашен и меѓународен правен систем што треба да го следиме. Процедурата за многу од овие лица е во тек и во основниот суд Скопје 1 и во јавното обвинителство. И разговаравме за тоа до каде е процедурата, што се случува и така натаму и така натаму. Мислам дека требаше ова да го кажем, беше важно. Сега на вашето прашање, не знам на која земја се алудира, знам дека секое расветлување, отплеткување ни помага и нам како на општество и на тоа како гледаат членките на Европската Унија кон нас. Осветлувањето е многу по-здраво од пикањето под килим. И на некој начин овде има две страни. Од една страна, затоа го напишав статусот, бидејќи видов една атмосфера на дефетизам. Од друга страна, укажува дека системот не е подразбуден и дека има реакции без разлика индициите за лошо од која страна доаѓаат. И мене ми беше чисто апелот дека нема да може, за жал, преку ноќ да си ја дигнеме до крај на нозе државата и дека ќе треба многу напор и дека секогаш потешкиот пат е поисправниот. Најлесниот пат е да дигнеме раце сите. Нашиот народ не е ништо понеспособен од народите на било која друга држава и периодот пред нас е период каде што тоа ќе треба да го покажеме и да го докажеме за да не биде и ќе не биде. И точка. Не смееме да дигаме раце и се разбира, не секој граѓанин носи иста одговорност, тој што има поголема моќ на одлучување, од суди, меѓутоа сите во своето, вклучувајќи ги медиумите, можеме да дадеме се од себе. Мора овој период да го искористиме за да ни ја биде државата. Традиционално имаме многу добри односи и сакаме овие односи уште повеќе да се продлабочат. Никогаш не помислуваме да се расипат, односно напротив сакаме нашите односи да се зајакнат. Би сакал да го истакнам следново: Турција не поддржува или во своја земја не им дозволува да действува ни една терористичка организација која е закана за пријателите на Турција, но темата на ФЕТА, како што кажав, не е проблем кој ја тангира само Македонија. Оваа терористичка структура е сместена во повеќе од 160 земји и добива поддршка од разни земји и разузнавачки служби, и во тие земји им се врши притисок на тие земји за да не превземат чекори против ФЕТО, но ние при нашиот диалог многу искрено со сите димензии ја вреднуваме темата. Нашите разузнавачки служби ги продолжуваат нивните контакти, имаме правни процеси кои се во тек, нашите очекувања се јасни во врска со имињата, имаме споделување на информации и на средбата во Сараево, и при нашиот разговор беше истакнато, може да кажем дека искрено го вреднуваме и го продолжуваме овој процес, и би сакал да му заблагодарам на мојот ценет другар Никола и на сите македонски власти за искрениот пристап при овој процес.
затворањето на Заман Македонија е една од првите позитивни чекори, но треба да го прифатиме и следново и овде се добро инфилтрирани за стабилноста и безбедноста на Македонија. Оваа терористичка структура не треба да биде зајакната, напротив, треба оваа структура да биде искоренета од Македонија. Тоа е сензибилна и значајна тема и за државата на Македонија и за народот на Македонија. Како пријател мора да го истакнеме овде, бидејќи ние го преживеавме тоа, не сакаме нашите пријатели да го преживеат,